Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Јован, затвори ја вратата. Не им верувам. Прво го убија Исус, а потоа ќе дојдат и по нас. Малодушни, учениците на Исус седнале зад затворена врата. Зар не знаеле дека Исус воскреснал? Најпосле Марија разговарала со него. Тоа сме ние! Отворете! Клеопа, зошто не си дома? Зборувавме со Исус. Тој е жив! Каде го видовте? Раскажете се. Отпрво, воопшто не го препознавме. Вака беше. Ние одевме и разговаравме. Одеднаш, еден човек дојде до нас и ни се придружи во нашиот разговор. Тој не праша зашто разговараме. Јас реков, зар ти си единствениот кој не знае што се случи во Јерусалим, дека Исус беше распнат? Тој ни објасни дека Бог веќе го предвидел ова и дека морало да се случи токму вака. Тој на вистина го познаваше писмото и нашиот разговор не смири. Времето помина и веќе беше темно кога пристигнавме во градот. Го поканивме на вечера, а потоа се случи. Тој зеде малку леб, се молеше, го скрши лебот на половина и ни го даде. А тогаш го препознавме. Исус! Но кога разбравме кој беше, тој исчезна. Токму пред нашите очи, него го немаше повеќе. Тоа е вистина, целата вистина. Зборувавме со Исус, а потоа трчавме назад колку што е можно побрзо да ви кажеме дека тој е жив. Кога луѓето ќе се сретнат со Исус, тие не може да го чуваат тоа само за себе и едноставно мора да им кажат на другите луѓе за него. Додека двајцата им кажувале на другите луѓе што се случило, одеднаш Исус се појавил токму таму во собата. Тој им ги покажал рацете и нозете. Мирот нека биде со вас. Јас сум. По ова учениците поверувале. Добро е да се слушне за Исус. Средбата со Исус ги отстранува сите сомневања и дава радост. Во следната драма, Мелани и Сара ќе ни раскажат како тие го сретнале Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!